Веќе е добро познато дека загадениот воздух штетно влијае врз здравјето на човекот. PM10 частичките се мали частички кои го загадуваат воздухот. Во себе го содржат целиот отров кој го испуштаат фабричките оджаци, возилата, електроцентралите и така натаму. Тоа што се толку мали, има возможува да пробијат секаде во човечкото тело, а најопасно е кога ќе навлезат во белите дробови. Толку се мали што телото никако не може да се одбрани од нив и штом нападнат, секако влегуваат во нас. Не им е проблем да стигнат и во најдлабоките делови на белите дробови. Со самото дишење на PM10 частичките, кои во неколку наши градови ги има и по 5 пати над дозволените количини, сте поблиску до астма, хроничен бронхитис, намалена функција на белите дробови, проблем во обидот да земете здив, а значително се зголемени и ризиците од срцев удар или рак. Најмногу на удар се децата кои страдаат поради тоа што нивните бели дробови се уште се развиваат и им е потребен повеќе воздух отколку на возрасен човек. Кога кривкиот детски организам е изложен на PM10 частичките, кај него почесто се појавуваат детски болести и што е најстрашно, белите дробови може да не се развијат како што би можеле кога воздухот би бил чист. Ваквиот воздух им ја намалува нивната функција, уште додека се мали, и потоа е доцна за подобрување на ситуацијата. Со тоа расте и ризикот за заболување од астма. Покрај овие болести, научниците потврдуваат дека изложеноста на одреден вид загаден воздух во раното детство може значително да го зголеми ризикот од развој на симптоми поврзани со нарушување од аутистичен спектар. Се наведува во новото истражување на научници од Универзитетот Монаш, објавено во Science Alert. Одредени студии претходно укажуваа на можно влијание на загадениот воздух на неродените деца, но научниците од Монаш забележале дека постои континуиран ризик на развој на нарушување од аутистичен спектар во првите неколку години од животот на детето, доколку тоа живее на подрачје со голем степен на загаденост. Истражувањето во Шангај го спроведува експерти по јавно здравје, кои го наблюдувале влијанието на загадениот воздух по здравјето на околу 1500 деца. Истражувачкиот тим ги следеше животите на 124 аутистични деца и 1240 деца кои немале дијагноза за аутизам. Испитаниците биле на возраст меѓу 3 и 12 години. Научниците ги поврзаат дневните количини на частички со големина од 1,25 и 10 микрони со оние места каде тие деца живееле во првите 3 години. Тимот забележа јасен образец. Децата кои во текот на првите 3 години биле изложени на частички со големина од 1 микрон имаат 86% поголема веројатност да појават симптоми на аутизам. Истражувањето покажа дека частичките со големина од 1 микрон се поопасни по здравјето на луѓето од частичките со друга големина.